Простете за малото доснење, имавме мала техничка ситуација со стримот. Добре дојдовте во зградата на владата на Република Северна Македонија, редовна пресконференција по одржувањето на владина седница. На почетокот, како што правиме вообичаено во изминативе пресконференции, имаме гости на денешната пресконференција. Тоа е министерот Сухел Фазлију, кој што ќе ви ги представи проектите за развој на планските региони во 2019 година, кои што се финансирани од Министерството за локална самоуправа. Министерот ќе се обрати на македонски и на албански јазик, кај прашањата и одговорите ќе одговара на јазикот на кој што ќе му биде поставено прашањето, така што кај прашања и одговори користете техниката за превод и слушалици. Министер, повелете. Почитувани представници на медиумите, добар ден. Денеска сакам да информирам јавноста дека согласно утврдениот предлог од страна на Советот за рамномерен регионален развој, по спроведената законска постапка, владата донесе одлука, која што е од посебно значење за општините и за планските региони, а и за сите граѓани. Со средства од буџетската програма за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа започнува реализација на 43 проекти во 8 плански региони во вкупна вредност од 290 милиони денари или 4,7 милиони евра. Од овие проекти 5 се проекти за подготовка на техничка документација и другите 38 се инфраструктурни проекти. Согласно Законот за рамномерен регионален развој, од страна на центрите за развој на планскиве региони, во декември минатата година беа доставени апликации за 49 проекти. Комисијата во Министерството за локална самоуправа спроведе постапка за оценување на проектите, а следниот филтер беше Советот за рамномерен регионален развој, во кој членуваат скоро сите министри и градоначалниците, преседатели на советите на 8 плански региони. Согласно владината одлука, до крајот на годината во североисточниот плански регион ќе се реализират 4 проекти со 50 милиони денари, преку кој сите 6 општини ќе имат бенефит, и тоа во делот на подобрувањето на услови за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста, регулација на минор корито на крива река, понатаму уредување на училишен двор и изградба на шеталиште покрај Кратовска река. Во Вардарскиот плански регион 8 проекти со 42,5 милиони денари, а фокусот е даден на повеќе аспекти, а дел од нив за подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мултифункционален објект за поддршка на културно, уметнички и спортско-рекреативни настани, изградба на систем за водоснабдување во индустријска зона Мамучево, изградба на центар за откуп на земјоделски производи, подобрување на животната средина преку пейсажно и комунално уредување на крајбрежјето на река Бошавица и слично. Во југозападниот плански регион 3 проекти со 38,4 милиони денари, и тоа главни приоритети се изградбата на енергетски ефикасни објекти и реконструкција на постојана и изведба на нова патна мрежа во регионот. Во Полошкиот плански регион 6 проекти со 38,1 милиони денари, со главен фокус на сите општини од овој регион на реконструкција и реабилитација на патна инфраструктура, изградба на тротоари за непречено и безбедно движење на граѓаните во регионот, како и набавка на механизација за одржување на јавната чистота. Во Пелагонискиот плански регион 8 проекти со 34,3 милиони денари, а во овој регион клучните потреби се во делот на реабилитација на патната инфраструктура, како и реконструкција и модернизација на регионален пазар и подобрување на заштитата на животната средина преку искористување на
обновливи извори на енергија. Во источниот плански регион 4 проекти со 32,6 милиони денари кои ќе бидат насочени за заштита на животната средина, збогатување на туристичката понуда, како изградба на регионален туристички научен музеј за ретки минерали и етнопарк. Во југоисточниот плански регион 4 проекти во висина од 32 милиони денари, насочени во областа на туризмот преку подобрување на туристичката понуда во југоисточниот регион, со изградба на патна инфраструктура во сончевата езерска населба Мантоват, како и туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш, а за Дојран хортикултурно и партерно уредување на дел од езерското крајбрежје и формирање на езерска плажа. А во Скопскиот плански регион ќе се реализират 6 проекти со 20,8 милиони денари, од кои 3 ќе бидат подготовка на техничка документација за потребите на општините, а останатите се за реконструкција на патна инфраструктура. Од исклучителна важност за граѓаните на општина Газибава е проектот за изградба на потпорни ѕидови и делумно уредување и покривање на каналот во село Сингелич, како што ќе има големо влијание и врз квалитетот на животот во околните општини. Сакам да истакнам дека изборот на проектите што ги доставуваат центрите за развој го прават советите за развој на планскиве региони врз основа на листата на приоритетни проекти. Листата ја утврдува советот на секој плански регион во широк консултативен процес со граѓаните и со бизнис заедницата. Во ова прилика сакам исто така да ја истакнам и определбата на ова влада дека во рамките на секоја буџетска програма, вклучувајќи ја и програмата за рамномерен регионален развој, ќе се настојува на што порамномерна распределба на средствата за капитални инвестиции. Рамномерноста на развојот е столб на владиниот приоритет за градење на едно општество за сите. На нашата држава и треба развој, но уште повеќе и треба рамномерен развој. Граѓаните од другите градови на државата доаѓаат во Скопје да барат екзистенција или пак да добијат некоја услуга што ја немат во својата општина. Тие граѓани би биле најзадоволни кога јавните услуги ќе можат да ги добијат во својата или во соседната општина, но исто толку квалитетен начин како и граѓаните во Скопје. Уште повеќе што одредени услуги можат да се обезбедат само во своето место на живење, како на пример добри локални патишта, водоводи, канализација, основни училишта, детски градинки и слично. Тоа се основни стандарди кои што треба да бидат задоволени на локално ниво. Ова влада изминативе 2 години континуирано ги зголемува средствата и тоа не само со цел да постигне рамномерен, туку и одржлив развој. Минатата година со средства од програмата за рамномерен регионален развој за прв пат после 35 години во Штип добија нова детска градинка, додека пак граѓаните на Гостивар асфалтираат пат до депонијата Русино во должина од 5 километри, кој е од исклучителна важност. Слична е состојбата и во другиве плански региони. Ова влада става крај на неправедната и нетранспарентната распределба на средствата. Се обезбедија 50 милиони евра за враќање на долговите на општините. Средствата за рамномерен регионален развој за 2 години се зголемија за 100%. Тенденцијата на потикнување на рамномерен развој ќе продолжи, се подготвува нова стратегија за наредните 10 годишен период. Средствата од програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година, со кои што се финансираат овие 43 проекти, се 70% од вкупните средства кои што се реализираат преку буџетот на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Согласно со законот,
со уште 30% од вкупните 420 милиони денари предвидени во програмата ќе бидат финансирани проекти за развој на селата и подрачјата со специфични развојни потреби. Овие проекти ги предлагат општините врз основа на приоритетите што ќе ги утврди секоја општина самостојно во консултација на своите граѓани. За конечните листи од овие проекти ќе бидете известени до средина на месец мај по завршување на евалуацијата од страна на Комисијата за оценка на проектите. Ви благодарам. Të nderuar përfaqësues të mediave, mirëditë. Sot dua të informoj opinionin se në përputhje me propozimin e miratuar nga ana e Këshillit për zhvillim të barabartë rajonal, pas kryerjes së procedurave ligjore, qeveria miratoi vendimin, i cili është i një rëndësie të veçantë për komunat, rajonet planore, si dhe për qytetarët. Me mjete nga programa buxhetore për zhvillimin e barabartë rajonal të Ministrisë për Vetëqeverisje Lokale, fillon realizimi i 43 projekteve në 8 rajonet planore në vlerë të përgjithshme prej 290 milion denar ose 4.7 milion euro. Nga këto projekte, 5 janë projekte për përgatitjen e dokumentacionit teknik, ndërsa 38 janë projekte infrastrukturore. Sipas ligjit për zhvillim të barabartë rajonal, nga ana e qendrave për zhvillim, në dhjetor të vitit të kaluar, u dorëzuan aplikacione për 49 projekte. Komisioni në kuadër të Ministrisë për Vetëqeverisje Lokale zhvilloi procedurën e vlerësimit të projekteve, ndërsa filtri tjetër ishte Këshilli për Zhvillim të Barabartë Rajonal, antarët të cilit janë pothuajse të gjithë ministrat dhe kryetarët e komunave, kryetarët të këshillave të 8 rajoneve planore. Sipas vendimit të qeverisë, deri në fund të vitit, në rajonin planor Veri Lindor, do të realizohen 4 projekte me gjithsej 50 milion denar, me anë të cilave do të përfitojnë të gjithë 6 komunat edhe atë në drejtim të përmirësimit të kushteve për zhvillim rural, zhvillim të turizmit dhe mobilitetit, rregullimin e shtratit të lumit Krivareka, pastaj rregullimin e oborit shkollës dhe ndërtimin e shëtitorës pranë lumit në Kratov. Në rajonin planor të Vardarit, 8 projekte me 42.5 milion denar, ku fokusi është vënë në më shumë aspekte edhe atë përmirësimin e kushteve infrastrukturore për krijimin e një strukture multifunksionale për mbështetjen e aktiviteteve kulturoro-artistike dhe sportivo-rekreative, ndërtimin e një sistemi për furnizim me ujë në zonën industriale Mamutçevo, ndërtimin e qendrës për blerjen e produkteve bujqësore, përmirësimin e mjedisit jetësor përmes rregullimit të peizazhit dhe atij komunal në bregun e lumit Boshavica dhe të ngjashme. Në rajonin planor Jug Perëndimor do të realizohen 3 projekte me vlerë prej 38.4 milion denar, ku si prioritet kryesor janë ndërtimi i objekteve me efikasitet energjetik, rikonstruimi i rrjetit rrugor ekzistues dhe ndërtimi i rrugëve të reja. Në rajonin planor të Pollogut, 6 projekte me vlerë prej 38.1 milion denar, me fokus kryesor të gjithë komunave në rikonstruimin dhe rehabilitimin e infrastrukturës rrugore, si dhe ndërtimin e trotuareve për lëvizje të sigurt dhe pa pengesë të qytetarëve në rajon. Në rajonin planor të Pellagonisë, 8 projekte me 34.3 milion denar, edhe në këtë rajon nevojat kryesore janë në fushën e rehabilitimit të infrastrukturës rrugore, si dhe rikonstruimin dhe modernizimin e tregut rajonal dhe përmirësimin e mbrojtjes së mjedisit jetësor nëpërmjet përdorimit të burimeve të ripërsëritshme të energjisë. Në rajonin planor lindor do të financohen 4 projekte me vlerë prej 32.6 milion denar, të cilat do të jenë të orientuara në mbrojtjen e mjedisit jetësor nëpërmjet ndërtimit të sistemit për trajtimin e ujrave të ndotura, pasurimin e ofertës turistike me ndërtimin, rregullimin dhe ndriçimin
e rrugës për këmbësor dhe ciklizëm në lumin Bregalnica, si dhe ndërtimin e muzeut rajonal turistiko-shkencor për mineralet e ralla. Në rajonin planor Juglindor, 4 projekte me vlerë prej 32 milion denar të orientuara në sektorin e turizmit përmes përmirësimit të ofertës turistike me ndërtimin e infrastrukturës rrugore në lagjen e liqenit Mantov, si dhe rrugës turistike nga natyra në kulturën e malit Plav, ndërsa në Dojran do të bëhet ndërtimi parter dhe hortikulturor në pjesë të bregut të liqenit, si dhe krijimi i plazhit të liqenit. Dhe në rajonin planor të Shkupit do të realizohen 6 projekte me vlerë prej 20,8 milion denar, nga të cilët 3 do t'jenë përgatitje të dokumentacionit teknik për nevojat e komunave, ndërsa të tjerat janë rikonstruimi infrastrukturës rrugore. Me rëndësi të veçantë për qytetarët e komunës së Gazibabës është projekti për ndërtimin e mureve mbajtëse dhe rregullimi i pjesëshëm dhe mbulimi i kanalit në fshatin Hasanbek, i cili do të ketë një ndikim të madh në cilësinë e jetës në komunat përreth. Do të doja të theksoja se për zgjedhjen e projekteve të dorëzuara nga ana e qendrave për zhvillim e bëjnë këshillat për zhvillimin e rajoneve planore, bazuar në listën e projekteve prioritare. Lista përcaktohet nga këshilli i çdo rajoni planor në një proces konsultativ të gjerë me qytetarët dhe komunitetin e biznesit. Me këtë rast, dua të theksoj edhe vendosshmërinë e kësaj qeverie që në korniza të çdo programi buxhetor përfshir programën për zhvillim të barabartë rajonal, do të bëhen përpjekje për shpërndarje sa më të barabartë të mjeteve për investime kapitale. Ekuilibri i zhvillimit është shtylla e prioritetit të qeverisë për ndërtimin e një shoqërie për të gjithë. Vendi ynë ka nevojë për zhvillim, por më shumë ka nevojë për zhvillim të balancuar. Qytetarët nga qytetet tjera të vendit vinë në Shkup për të kërkuar ekzistencë ose për të marrë ndonjë shërbim që nuk e kanë në komunën e tyre. Ata qytetarë do të ishin më të kënaqur nëse shërbimet publike do të mund t'i merrnin në komunën e tyre apo në atë fqinje, në po atë mënyrë kualitative si qytetarët e Shkupit. Për më tepër, shërbimet të caktuara mund të ofrohen vetëm në vendin e tyre të jetesës, siç janë rrugët e mira lokale, ujësjellsi, kanalizimi, shkollat fillore, kopshtet e fëmijëve dhe të ngjashme. Këto janë standarde bazë që duhet të përmbushen në nivel lokal. Kjo qeveri në 2 vitet e kaluara vazhdimisht i ka rritur mjetet, edhe atë jo vetëm me qëllim të zhvillimit, por edhe ai që të jetë një zhvillim i barabartë dhe i qëndrueshëm. Vitin e kaluar, me mjete nga programi për zhvillim i barabartë rajonal, për herë të parë pas 35 viteve, në Shtip u financua një kopsht për fëmijë, ndërsa qytetarët e Gostivarit fituan një rrugë të asfaltuar deri në deponin e Rusinos në gjatësi prej 5 kilometrash, e cila është e një rëndësie të veçantë për rajonin e Pollogut. E ngjashme është situata edhe në rajonet tjera planore. Kjo qeveri i dha fund ndarjes së padrejtë dhe jo transparente të mjeteve. U siguruan 50 milion denar 50 milion euro për shlyerjen e borxheve të komunave, mjetet për zhvillimin e barabartë rajonal për 2 vjet janë rritur 100%, tendenca e nxitjes së zhvillimit të barabartë do të vazhdojë, përgatitja e strategjisë së re për 10 vitet e ardhshme ka filluar, mjetet nga programa për zhvillimin e barabartë rajonal për vitin 2019, me të cilat financohen këto 43 projekte, përbëjnë 70% nga mjetet e përgjithshme të cilët realizohen përmes buxhetit të Ministrisë për Veçeverisje Lokale dhe Biros për Zhvillim Rajonal. Sipas ligjit, me 30% tjera nga gjithsej 420 milion denar të parapara në program do të financohen projekte për zhvillimin e fshatrave dhe zonave me nevoja specifike zhvillimore. Këto projekte propozohen nga komunat në bazë të prioriteteve që secila komunë do të përcaktojë në mënyrë të pavarur në konsultim me qytetarët e saj. Për listat përfundimtare të këtyre projekteve do të informoheni deri në mes të muajit maj, pas përfundimit të vlerësimit nga ana e Komisionit për vlerësim të projekteve. Ju falenderoj.
Благодарам, министер. Повелете прашање и одговори, да ве подсетам на преводот, доколку имате потреба да го користите. Иле Јас имам повелете. прашање на темата, ги спомнавте раздолжувањата на општините, што владата им даде 50 милиони евра за да се намалат долговите на општините и да се развиваат. Меѓутоа, како и натаму граѓаните бараат одговори, како ќе делувате и како ќе се санкционираат оние градоначалници кои што и натаму се луксузираат со пари од општинската каса, а им беа дадени пари за да се намалат долговите. Општини кои што и натаму се со милионски долгови, парите ги трошат за непродуктивни цели. И по-конкретно, кој е вашиот став по одржувањето на струшкиот градоначалник? По-конкретно, вашиот став како министер околу одржување потебот на набавката последна аквизиција на струшкиот градоначалник? И колку пари се одвоени за струга? Да, и колка е добро на струга? 4 милиони. Не, колку пари е одвоила? Колеги, ќе ве замолам. Еден по еден микрофон користиме. Не, меѓутоа одиме во живо, ве гледаат ваши колеги, се е во ред, користете го микрофонот, чисто од технички аспект. На тоа мислев. Повелете ми. Значи, во главно, владата на Република Северна Македонија, откако ја идентификуваше реалната ситуација во општините, дека имат големи долгови, кои што им не овозможуваат функционалност на општините, која што при тоа директно влијаеше во животниот стандард на граѓаните, превзема еден голем историски чекор за да им помогне на општините, за да ги покријат 51% од нивните долгови. Значи, овој беше еден голем чекор, кој беше поздравен од сите градоначалници. И ние очекуваме дека до крајот на месецов јуни ќе ги завршат, речиси, сите постапки, а до крајот на годината ќе ги имат покриене тие 51% долгови за кои добиле пари од централната власт. За темата на луксузирањето, во претходната моја пресконференција го искажав мојот став, кој не го сменам во разлика за кој градоначалник се работи, дали од опозиција, од власт или од било која политичка партија, одговорност за нивните постапки, за нивното лошо менаџирање и давање лоша порака кон граѓаните, прво одговорност ќе сносат тие. Ако тоа е луксузирање, значи ќе проценат граѓаните, ако е тоа оштета на буџет, има институции кои треба да проценат и треба да ги превземат сите мерки. Мојот став, уште еднаш ќе го дополнам со тоа дека барам од градоначалниците да бидат малце поодговорни за тоа што се работи во ситуација каде што општините се во долгови. Кога некој ти пружи рака да ти помогне да излезеш од ситуација тешка, каде што директно влијае врз граѓаните, треба тие средства да бидат користени многу добро, многу одговорно, за да не оставите впечаток кај граѓаните дека правите некоја злоупотреба, затоа што тоа ќе ве оштети вас како градоначалници, не оштетува владата, оштетува целото општество. Барам одговорност, барам транспарентност. Како што креиравме од страна на владата една алатка каде што сите министри и функционери ги објавуваат нивните трошоци потранспарентно, истото го бараме и од градоначалниците да бидат што потранспарентни и речиси сите нивни трошоци да ги објават во нивните веб сервиси. Извинете, уште имат прашање, повелете. Не одговоривте колку пари за струга се одвоени. Значи, не знам точно по листа, затоа што целиот тој процес се следи од страна на Министерството за финансии и не знам точно по која општина колку пари им следило тоа 51% покривање на долгови. Значи, не знам точно од која општина колку долгови има. Тоа сигурно некој список објавен од страна на Министерството за финансии, кој е достапен јавно и можеме да го разгледаме, а точно јас не знам која општина колку долгови. Дали може истото тоа да го кажете и на албански?
Сето тоа што го кажате претhodно, дали може да го кажете уште еднаш и на албански јазик? Значи, мојот став, што се однесува до во однос на долговите на општините, а тоа што владата го помага, останува исте, дека точно е, општините имаат големи долгови кои што оневозможуваат да се развива општината, а сето тоа се рефлектира врз секојдневниот живот на граѓаните и владата зема еден историски чекор да обезбеди средства за да покрие 51% од долговите на општините. Некој кој што ви пружа рака да излезеш од една несакана ситуација, тоа останува на одговорноста на градоначалниците како тие средства ќе ги искористат, затоа што одговорноста е уште поголема со фактот дека централната власт интервенирала да се излезе од долговите и сега останува на секој градоначалник и останатите буџетски средства од општината да се користат и трошат на транспарентен начин, затоа што одговорноста ќе имаат директно тие кон граѓаните. Ќе ги казни овие градоначалници на избори, меѓутоа кои се вашите законски можности за нивно санкционирање, затоа што знаеме законот предвидува општините со блокирани сметки да имаат одреден лимит, односно да може да се задолжуваат само за тековни трошоци или ако евентуално се задолжуваат тоа да биде со државна гаранција, односно државата да гарантира дека овие долгови ќе бидат вратени. И второто прашање ми е докаде е раздолжувањето, затоа што рокот истекува кон средина на годината, а досега мислам дека само општина Охрид официјално излезе, веде градоначалникот на пресконференција и напомена која сума ќе се потроши и кон кои компании ќе се раздолжат. Значи, до крајот на јуни се очекуваат сите општини да ги завршуваат преговорите со доверителите и до крајот на годината речиси сите општини да ги вратат долговите и да објават извештај детален кон кои доверители ќе ги исплата долговите и редоследот кој ќе биде прв и со кој се договориле да ги избрише каматите, а кој не. Значи треба да објават и детален извештај. Владата нема меанизам за контрола кон општините, а меанизмите што вие ги спомнавте за задолжување на општините се некои меанизми кои се контролираат од страна на Министерството за финансии, но во овој случај со луксузирањето не станува збор за такво задолжување, затоа што тоа е веќе друга постапка. Беше и друго прашање. Бидејќи со струга е најактуелен проблемот и ситуацијата, немаше ли некаква иницијатива од страна на владата општина Струга во интерес на сите општини како пример позитивен да даде да се откаже од оваа јавна набавка, бидејќи имаше жестоки реакции во јавноста околу набавката на возниот парк? Јас мислам дека за во Струга, ако постои некаква одговорност, таа одговорност треба граѓаните да го барат од нивните представници во Советот на општина Струга, затоа што јас колку што сум информиран, тој буџет и таа набавка прво поминал и во Советот на општина Струга, каде го изгласаа мнозинството советници. Значи и тие можеле да приметат, ако тоа е некој недолично однесување или ако се работи за луксузирање, можеле во тој момент да го стопира таа постапка. Значи, друг меанизам не постои, освен Советот можел тоа да го стопира, а исто така јас планирам скоро да одам една посета во општина Струга и да разговарам директно со градоначалникот на Струга, да се информирам лично за оваа ситуација и да ги разгледаме другите можности за поправка на оваа грешка, ако може да се рачуни дека е некоја грешка од страна на градоначалник. Пресконференцијата редовната ќе продолжи по завршувањето на овој дел,
Така што ние ќе продолжиме. Доколку имате за министерот прашања, повелете. Дали го разгледавте проектот за граничниот премин Станчич? Дали вие знаете што се случува сега? Дали навреме ќе се финализира овој граничен премин? Што се однесува граничниот премин Беланоца Станчич, тоа е проект кој што оваа владина агентура го спаси во последен момент затоа што можеше средствата да се изгубат. Предвидовме интензивни мерки, се сретнавме со делегацијата на Европската Унија, бидејќи тој граничен премин се отвара со финансиски средства за меѓугранична соработка во рамките на меѓу Северна Република Северна Македонија и Република Косово. Не сум бил на самиото место да видам конкретно што се случува, бидејќи не е во мојата надлежност на моето министерство, бидејќи се одговорни сите други институции кои што ги надгледуваат процесите кои што се одвиваат, но верувам дека во многу краток рок ќе заминам со неколку новинари за да видиме како се одвива динамиката околу изградбата на тој граничен премин и верувам дека многу скоро ќе се отвори. Колку што знам дека работите се одвиваат успешно, имало неколку проблеми, но треба да имаме предвид дека Република Северна Македонија по прв пат се вклучува во една точка за изградба на заеднички граничен премин. Се разбира, наследени се доста проблеми, затоа што треба да знаеме дека ние како држава немаме искуство како се гради еден заеднички граничен премин и затоа значи ние сепак сме во тек на нештата и верувам дека успешно ќе заврши оваа работа. Повелите. Кои општини се блокирани? Може да ни кажете таква информација? Колку општини се блокирани и дали знаете кои се тие? Имаат блокирана сметка? Не знам точно. Имаше голем број на општини, точно бројка не знам, затоа што сите тие процедури за долговите на општините ги следи Министерството за финанси. Министерството за локална самоуправа го направи најголемиот дел во рамките на тоа, заедно со градоначалниците, да креираме клима и да бараме од владата да изнајде начин за да издвои средства за покривање на долговите, а конкретните процедури ги следи Министерството за финанси. Ви благодарам.